имаш таква кариера. Или сега да не се лажеме, ние како деца сите сме тренирали, а воопшто за тие работи не сме размислували. Значи со текот на времето... Еве шанса, 100% прилика и гол. Само да видиме. 40. Ристевски Маријан Швајц, новиот играч што дојде од Гевгелија, се очекува доправа да дава резултати. Јас би рекол да ги зашвајцува одбранбениот дел со навалниот дел, да биде една спојка и еве во која минута, само да видиме, 7 минута, Тиквеш веќе води со 1:0. Ова е можност удар кон голотна или 2:0. Младиот Лазаров Андреј. Лазаров Андреј 2:0 за Тиквеш, но имам една констатација дека досега играч број 1 на надпреварот до ова 25-та минута е Маријан Ристевски, кој одлично ја трансформира играта од одбрана во напад и ги деле овие топки и благодарение на неговата игра Тиквеш води со 2:0. Ке има уфрлување во 16-тиот. Директно. Да, ете, Шалев погоди дека Ристевски беше тоа, да. Дека директно ке шутира Ристевски во голот. Еве да видиме само оваа ветувачка акција. Удар беше тоа на нашиот играч. Мислам дека беше тоа Петар Најдов. Во првиот тим. Уфрлување во 16-тникот, но сепак тоа помина оваа топка во гол аут и без некоја посериозна закана за гостинскиот голман Силјановски. Значи останува водството на Тиквеш 2:0, сигурно водство 61-62 минута. Еве прилика за 3:0, 100% шанса беше тоа за Роберт Митев, но штета. Шале, стигнавме да видиме само да ја проследиме оваа акција. Уфрлување во 16-тникот. Шварц се обиде, но беше изблокиран и тоа ќе биде удар од аголот за екипата на Тиквеш, можност да се уфрали во 16-тникот. Уфрлување во 16-тникот. Одличен удар и тоа е веќе 3:0. Два пати нашите играчи играа со глава. Ми се чини дека тоа е Роберт Митев. Роберт Митев. Број 11 кленес. 65-та минута. Роберт Митев. 3:0. Сигурно убедливо водство. Ево што ова една беше уште една прилика повторно Роберт Митев, но за малку над голот. Немаше кој да ја прифати ова. Беше акција што ветува, но сепак нашиот напаѓач, младиот Марио Станковски, не успеа да ја прифати оваа топка и да зголеми на 4:0. Значи, се приближува самиот финиш на надпреварот, ќе биде корнер за Тиквеш, уфрлена во 16-тникот, но некој од нашите, мислам дека тоа беше нашиот играч Станковски Марио со глава над гол. Само да кажеме, веќе е завршница на овој надпревар, се игра 89-та минута, да констатираме сигурно водство на Тиквеш, нови 3 бода, и да кажеме дека во идното коло нашите фудбалери одат Партизан Обрешени, тоа е во негде Прилепско. Тоа е Прилепско село, да. Значи, гостуваат во Прилепско, кај Партизан Обрешени. Борец игра дома со Китгол. Да. Кожув игра со нашите... После овие 3 кола, јас мислам дека многу работи ќе бидат појасни во... Кожув игра со Вардар. Во Радовиш играат Плачковица и Брегалница Штип, а овој противник Тиквеш Саса од македонска Каменица игра со екипата од Радовиш Детонит Јуниор. Повторуваме уште еднаш. Мислам дека ова беше недозволена позиција, но еве гостинскиот играч со број 9 се најди
во позиција да го загрози голот, но Миленов Денис не успеа брзо да стигне во позиција да шутира и нашите одбранбени фудбалери успеа да ја отстранат оваа опасност. Ова беше можеби и најзрелата прилика на гостинската екипа да постигне почесен гол, но што е тука повторно повреден еден играч, овој пат од нашата екипа со број 19, Андреј Лазаров. Сигурна победа на фудбалерите на Тиквеш од 30:0, веќе неколку пати ги спомнав. Еве уште еднаш, стрелец 6-та минута Маријан Ристовски Швајц, еден од најдобрите фудбалери на Тиквеш во овој надпревар. 2:0, 27 минута Андреј Лазаров и во 62-та минута 65-та минута Роберт Митев 30:0.